Со почеток во 9 часот и 30 минути без проблеми денеска во сите битолски училишта започна екстерната проверка на постигнувањата на учениците во оваа учебна година во јунската сесија. Според информациите од директорите проблеми немало. Во саботата комисијата ги проверила резултатите и констатирала дека екстерното денеска може да почне да се реализира. И во основното училиште Коле Кадински успешно започнавме со екстерното проверување, значи 519 ученици се сместени во 5 сесии и во 10 кабинети ќе се полага. Првото полагање беше во 9:30 часот, успешно започна, еве веќе при крај како што видовте учениците излегуваат, по сите предмети се полага од оние што се за екстерно проверување, а додека интерното проверување тоа е покасно, 1 јули натаму. Наставниците прво се реални при оценувањето, така да и децата тука она целогодишна оценување кои што го следат наставниците, истата оценка тука се некаде, значи со оценувањето немаме некои големи промени. Екстерното тестирање во нашето училиште почна навреме, во 9:30 часот беше првиот термин. Сите ученици кои што беа планирани беа присутни на тој термин. Екстерното тестирање се течеше во најдобар ред. Досега немавме никакви проблеми, никакви компликации. Се надеваме дека така ќе биде и до крајот на денот. Денес полагаат сите ученици од 4 до 9 одделение, тоа се 282 ученици. Согласно информатичките можности, овие две училишта заради бројноста на исправни компјутери екстерното ќе го спроведат денеска и на 10 јуни во неколку сесии. Учениците се тестираат по 2 предмети кои ги дознаваат 3 дена пред полагањето, така што на учениците што ќе бидат тестирани денеска, предметот им беше соопштен во петокот попладне. Поради уписите во средно училиште 28 и 29 јуни, резултатите од екстерното тестирање најпрво ќе бидат објавени за 9 одделенците на 13 јуни, а сите останати ученици на 17 јуни. Екстерното тестирање беше воведено во учебната 2012-2013 година со цел да се провери објективноста на наставниците при вреднувањето на успехот на учениците. Ќе бидат опфатени 178.648 ученици од основните и средните училишта, кои ќе бидат тестирани по 1972 предмети, соопшти Државниот испитен центар.